Добро вечер и добре дојдовте и во ова издание на Лица. Ова е последно издание на Лица за месец мај и некако во овие великденски празници некакво гостување кое што рековме дека е специјално затоа што не можеме баш секој ден да имаме во ваков тип на емисија лик кој што е и вице-премиер, во исто време и министер, а јас би рекла пред се човек или жена која што повеќе од 20 години е политички активна. Кога имате предизвик да разговарате со таков соговорник, едно од прашањата што барем мене би ми се наметнале, а и вечерва како прашање ќе го поставам, е дали на човек после 20 години занимавање и со партија и со политика не му здодеало. Или ако му здодеало, како тоа искушение го пребродил и продолжил понатаму да се бори. Радмила Шекеринска е вечерва со нас. Како што кажав, 20 години во кариерата, во политиката. Добро вечер. Добро вечер. На самиот почеток, за да не одиме толку многу во детали, бидејќи 20 години, ќе кажам пак е долг период, се одлучив влезот во оваа емисија да биде токму со една куса биографија во облик на прилог, кој што ќе биде, сметам, одличен влез во вечерашниот разговор. Одиме со прилогот биографија за Радмила Шекеринска, па се враќаме назад во студиото. Радмила Шекеринска Јанковска е актуелна министерка за одбрана и заменичка на председателот на владата. Во текот на незиниот мандат, Република Северна Македонија ја доби поканата за членство во НАТО и протоколот за пристапување во НАТО, веќе ратификуван од 11 членки. Во 2002 година до 2006 година беше заменик председател на владата задолжена за европска интеграција и координатор за странска помош. Токму во текот на незиниот мандат, нашата земја го стекна кандидатскиот статус за членство во Европската унија. Шекеринска ги представуваше граѓаните во највисокиот законодавен дом во тек на 4 мандати. Раководеше со Националниот совет за европски интеграции од неговото основање до 2014 година. Беше член на повеќе комисии, како Комисијата за надворешни работи, труд и социјална политика, европски прашања, млади и животна средина и Комисија за образование. Воедно учествуваше во делегациите на Собранието за соработка со Европскиот парламент, Интерпарламентарна унија и други билатерални делегации. Во 2009 и 2012 година Шекеринска беше избрана за шеф на наблюдувачките мисии на ОПСЕ и ОДИХР за председателските и парламентарни избори во Киргистан и во Ерменија. Во мај 2018 година Шекеринска е одликувана од Франција со орденот Командант на Националниот ред за заслуги на Франција. Таа е прв политичар од Македонија што од Република Франција добива признание од овој ранг. Орденот се доделува за истакнати граѓански заслуги, а е воспоставен од 63 година од генералот Де Гол. Шекеринска во 2005 стана добитник на наградата Млад глобален лидер, која доделува Светскиот економски форум. Наградата беше доделена за незиниот ангажман и посветеност на полето на европските интеграции на Западниот Балкан. Во 2008 година беше избрана за еден од подпредседателите на Социјалистичката интернационала, функција што ја обавуваше до 2011 година. Член е на председателството на партијата на европските социјалисти, која ги обединува социјалдемократите, социјалистички и лабористички партии во Европа. Во 1999 година е избрана за подпредседател на Централниот одбор на СДСМ и за меѓународен секретар на партијата. Во периодот од 1995 до 1999 година ја врши функцијата председател на Социјалдемократската младина, а во 1997 и 1998 година е портпарол на СДСМ. Радмила Шекеринска беше председател на СДСМ од 2006 до 2008 година. Таа е единствената жена која досега раководела со една од големите политички партии во државава. Шекеринска е родена на 10 јуни 1972 година во Скопје. Основно и средно образование ги завршила во Јохан Хајнрих Песталоци и Раде Јовчевски Корчагин, со награди за градски, републички и сојузни надпревари по математика. Има дипломирано на Електротехничкиот факултет во Скопје во 1995 година. Магистер е по меѓународни односи на Флечер школата за право и дипломатија на Универзитетот Тафтс во САД. Зборува англиски и француски јазик. Во брак е со Божидар Јанковски и ја имаат ќерката Ада. Ето, така низ 2-3 минути прошетавме низ целата кариера. 20 години и воопшто млад човек да се одлучи да влезе во политика во тоа некое време на транзиција, нели Македонија ќе не биде, нема да не биде и така натаму, предизвикот беше кој?
Да ме прашаше некој во тој момент дали планирам, и ме прашуваа, дали влезот во некаков политички ангажман значи политичка кариера, јас ќе одговорев и им одговарав на тие кои ме прашуваа, апсолутно не. Во ниту еден момент не планирав, не се надевав и не работев на тоа да имам политичка кариера и тврдев дека ќе се обидам на двата фронта да работам. 90-тите години беа тешки години. Тешко беше да се биде млад човек тогаш, од различни причини, со различни проблеми од сегашниве. Меѓутоа, факт е дека некако политиката изгледаше како нешто што драматично ќе ни го менува животот. И не знам, јас сум човек кој не сака да наблюдува. И сакам тоа во што верувам, не само да му аплаудирам или да го коментирам, туку сакам да учествувам. Значи, влегов во политика со нула план и нула амбиција да имам партиска или политичка кариера. Но влегов со желба нешто да промениме на подобро. За некои работи успеат, за некои не. Тогаш тоа за подвлекувањето линија подоцна. За тоа колку сте успеале и колку сте задоволни од постигнатото. Тогаш е социјалдемократска младина. Јас ќе кажам, бидејќи колку толку се сеќавам, период кога се создаваше воопшто како младина и период кога требаше да се анимираат младите луѓе околу едно такво јадро како што е социјалдемократијата во случајот. Беше ли тоа тешко? Беше ли тешко да се убедат тогаш младите луѓе да станат дел од тоа политичко или младинско политичко милје? Прво, подмладоците беа новина. Можеби кога ќе земете предвид дека во претходниот систем исто така имало некои форми на младинско организирање, ќе речете па што е различно. Но некако со повеќе партизмот тој дел како да се изгуби. И второ, беше тоа период на настаните во Македонија и во Балканот, кога беше многу помодерно да бидеш националист. И тој тип на повици за национализам беа многу присутни и кај младите. Така што во право сте не беше лесно прво младите да се мобилизираат и да се убедат да изберат поинаква опција. Не национализам, туку малку поголема отвореност и кон светот и кон соседите. Тоа ми беше една од, така да кажам, најубавите работи. Да разговараш со различни млади, сепак млади кои што мислев дека веруваат во слични вредности, да ги убедиш дека ова не е професија, дека не е тоа избор дали ќе имаш друга професија или политиката, туку дека тоа е нешто што ќе ни даде сила да го менуваме светот во кој живееме. И во многу ситуации имавме резултати. Така што тоа можеби се денови кога на политиката се гледаше многу повеќе низ призмата на вредности, а многу помалку низ призмата на интерес. И јас некогаш на младите членови во СДСМ па и во други партии им кажувам дека во 95-та година кога дипломирав како најдобра во својот смер. Со многу висок успех. Бев во тоа време председател на младината на СДСМ, бев дури член на председателството како дел од младите и бев буквално во област електроенергетика. Да ми речеше некој од колегите во СДСМ во тоа време, ајде Радмила, биди не директор. Во некој управен одбор на една таква важна компанија, јас ќе им одговорев, вие сте несериозни. Бидејќи во ниеден момент не ја гледавме, како да кажам, партијата или партискиот ангажман како брза трака за вработување, па и за професионална кариера која што ќе стартува со првата позиција. И тоа се промени во изминативе години и буквално ги гледавме како партиските подмладоци се создаваат за да бидат некој тип на агенција за вработување. И тоа не ми се допаѓа затоа што ги испразни од
верба, од идеали, од работа на некои теми на кои што сметавме дека вреди да им посветиме дел од Да, нашето денешното време. регрутирање има сосема друга конотација како и да е, баш како Се уште има, јас сум сретнала многу луѓе и тоа во различни партии, нема да кажам само во мојата. Се уште гледам луѓе кои што се желни да се борат за нешто, не само за себе, но гледам дека околината ги осудува како да се Робин Худ, како да се последните мохиканци, наместо тие да ги гледаме да Како бидат пример. Испаѓа дека тие се наивни и Нешто не не е во знаат кај ред со нив. наоѓаат, Да, кај да, се да. наоѓаат. Да. Добро, кога се случува тој пресврт, еве, како што рековте, најдобра во генерацијата, можело да има убава кариера и професорска тука, па ети во некоја од големите компании да завршите буквално во професијата во која што сте се определиле, но кога се случува тој клик, да го наречам, во главата, кога сваќате дека политиката ќе остане некоја крајна можеби, но вистинската определба за вас? Мислам дека е многу опасно за секој од нас да каже дека политиката е тоа, крајот. Затоа што Или ако зависите премногу од тоа, дека тоа ви е единствената професија на располагање, почнувате да прифаќате и компромиси кои инаку не би ги прифатила. Јас тоа сум си зацртала дека нема да дозволам да ми се случи. Мислам дека со искуството во различни области би можела да живеам и без политиката. Не зборувам само како екзистенција, како професија, а зборувам и како човек кој што има многу сфери на интерес и познавање во нив. Меѓутоа, во еден момент чесно е кон колегите, кон луѓето со кои соработуваш, да направиш избор. И мене тоа ми се случи во 2002 година. Од 98 година до 2002 година бев пратеник и тогаш успевав некако да балансирам помеѓу работата во собранието, која што тогаш и не беше професионална, туку беше само како дополнителен ангажман, и мојата работа како асистент на факултет. Тогаш електротехничкиот факултет. Ми беше тешко и многу напорно. Практично дупло требаше да работам и таму, за да покажам дека ова едното не е на сметка на другото, но некако успевав. Во 2002 година, кога ја договаравме владата, се уште постоеше законска можност моето место на факултет да мирува. Меѓутоа, сметав дека не е фер и заради тоа реков дека кога сум добила важна задача, не е во ред 50% да и се посветам. И ден денес има некои работи кои од факултетскиот живот или од академскиот живот ми не достигаат. Меѓутоа, не сум човек што гледа назад и премногу анализира што би било кога би било. Го направив тоа со најдобри намери. Ангажманот во тие 4 години ми даде сатисфакција дека нешто сум зацртала и сум успеала и мислам дека тој резултат бил добар не само за мене, бил добар и за цела држава. Така што има моменти кога мора сепак да се одлучиме. Кога зборуваме за време траење, јас би рекла дека повеќе или помалку од сите што се во моментот актуелни на нашава политичка сцена, јас не можам да се сетам да издвојам некој кој што може би трае толку долго или како лик постои го има на нашата сцена толку долго. Барем да речеме во овие први ешалони и на сега опозицијата, па и во вашата партија се ликови кои што се имаат појавено последниве неколку години. Не верувам дека е некој над 20. Ви паѓа ли на памет дека можеби кога човек или еве жена политичар е толку присутна на политичката сцена, па и како лик, нели? Може да му здодее на народот, да му здодее на гласачкото тело. Треба Апсолутно. екстра напор за да некој трае толку долго. Апсолутно. Не само што сте во право, туку и јас таа анализа и тие аргументи сум ги земала предвид. Јас имав неколку ситуации кога бев како партија во опозиција, а јас во собранието, буквално направив неколку чекори назад. И сметав дека е
тука отприлике така некако ќе се заокружи мојата кариера во политика. Јас сум еден од ретките председатели на партија кој после изборен пораз си дал оставка. Меѓу другото и заради тоа што сметам дека луѓето треба тежината да ја земаат на себе, а не да ја оставаат на партиите или на тимот. И во тие моменти сметав дека е тоа и добро за мене. Сте биле присутен премногу, сте им дале што сте можеле да дадете. Не можете нешто плюс. И бев изненадена кога после така 2 години надворот жижата на настани, практично излегов на површината како личност со најголема доверба во СДСМ пред изборите во 2011 година. Па не, знаете, тоа е вечна борба во политиката. Од една страна сите сакаме и политичарите и да ви го имаат знаењето и искуството, а од друга страна сите се во потрага по нови ликови. Да. И затоа сметам дека повеќе треба да ги менуваме и политиките, за да и новите ликови добијат нова шанса. Потоа извесно време повторно бев надворот, да кажем, раководните структури на партијата, но мора да признаам, дури и кога не сум била во жижата, не ме заборавиле, за добро или за лошо, некогаш тоа е за лошо. И дури после големата криза... Тоа повлекување сега, тоа не било повлекување, но ја велите не сте биле во жижата. Значеше лично за вас полнење со некоја нова енергија и нова сила. Знам дека за 2 години малку ќе се повлечам, па за 2 години кога ќе ги искачам скалилава кои ги симнав, ќе бидам поинаква, посилна, поподготвена. Јас сум прилично рационална личност, но во оваа професија не верувам во такви долгорочни планови. И мислам дека ќе бидеме многу лоши ако почнеме така да си го планираме процесот. За 2 години ќе бидам ова, за сите најдобри потези ми се случиле со многу работа, меѓутоа без ваков личен план. И сите дури најголеми достигнувања ми се случиле кога јас не сум сметала дека тоа мора да се случи по секоја цена. Јас оваа професија, како и најголемиот дел од другите професии, е многу тимска работа. И сум во секоја од овие трки сум влегувала треба ние да излеземе како победници. Се друго е второстепено. Не е прво јас, туку ние. Да, иако знаете како особено за жени во политика, ако се неуспешни, тогаш се слаби. Ако се успешни, еве како велите ви, ако трае долго, најголемиот дел од луѓето мислат дека е тоа резултат на ваква себичност во планирањето. Јас кога се повлеков заради тоа што не успеав да победам, например, на изборите во 2008 година. Многумина мислеа дека е трик, дека најавувам оставка, за да после тоа нешто биде поинаку. Никогаш не сум верувала во такви дупли планови, дупли игри. И велам, ги добивав шансите тогаш кога највеќе играв за тимот, а не за себе. И така што тие паузи ги користев, да, малку во право сте, ги користев да најдам некоја нова енергија, да научам и да навлезам повеќе во некоја област која што претходно не сум ја познавала толку добро. Без притисокот на резултат. Знаете, кога сте во раководство на партија, председател, подпредседател, темпото е колку гласа денеска си добил. Кога сте, например, пратеник или дел од поширокиот тим, можете многу повеќе да се сконцентрирате на политиките, на аргументите и ви дава тоа, ја некогаш мислам дека тоа ви дава и дополнителна доверба од страна на граѓаните. Дека не си фокусиран само за твојата победа, туку си фокусиран и за нивниот проблем и нивната победа. И затоа ги ценев тие, мислам, вака сега назад кога се враќам, тие многу ми помогнаа да бидам подобра во тоа што го работам. Партиски политички трајат толку долго, велите дека сте тимски играч, тоа самото подразбира дека барем во партијата сте смениле многу тимови, се смениле луѓе.
Некои заминале, некои нови дошле. Од оние кои што заминале, а денеска се активни дали преку Facebook, дали преку колумни кои што се објавуваат на некои портали или во некои од нивните весници. Може би не во последно време, но некогаш меѓу редови кај тие некогашни ваши сопартици може да се забележи дека има некакво нетрпение кон Радмила. Радмила долго е во партијата. Радмила вака јавно или тајно или по тоа што се новинарски шушкави кулуари е дека е главен кадровик во партијата, дека Радмила кажува која титула ќе ја добие или кое место ќе му припадне. Тоа сте го чуле, свесна сте за тоа? Имам еден пријател кој честопати ме прашал зошто тоа не сум го демантирала. Бидејќи ме познава повеќе и бидејќи за прашање за кои можам да бидам отворена, сум прилично отворена. Ме праша зашто не демантираш, од каде, стварно ли си во толку влијателна во кадровската политика? Јас се сеќавам дека во една претходна влада бев член, дури и председател на кадровската комисија, па ми беше разбирливо кога некогаш луѓето тоа по автоматизам мислат дека е лична одлука и дека човек седнува и мисли ај сега кого сакам да го наградам или да го казнам. Прво не е така, сега дури не сум ни член на таа кадровска комисија во владата. Меѓутоа муабетот Си стои. врви. Да. И кога ме праша зошто не го демантирам, велам, знаеш како, кога луѓето сакаат да пуштат лага, најтешко е да ја демантираш лагата. Со секој обид да фрлиш вода врз оганот, дополнително ги охрабруваш дека тоа те боли и уште повеќе ќе го создаваат оганот. Јас сум пред себе си и чиста и јасна. Кадровската политика е една од работите кои најмалку ги сакам во политика. Највеќе заради тоа што ни ја одземаат енергијата за поважните работи. И некако фокусот на крај највеќе се сведува на тоа. Немам дилеми дека таа е многу важна. Можеме ние 100 пати да кажеме дека одредена област ни е важна, ако не го најдеме вистинскиот човек да ги бутка работите таму, пораката ќе биде не им е гајла. Или не се способни. Не, штом ставаат неспособен, не им е важно да направат резултат. Меѓутоа, еден дел од приказните се заради тоа што луѓето многу и во Македонија, во СДСМ особено, се навикнати ако немаат што да понудат со работа, со резултати, да компензираат со интриги. И јас се сеќавам во 2014 година кога не избра Заев за председател, мене за негов заменик, од тој момент почна интригите. Интригата беше Ама мора да сте свесна дека во политиката има многу интрига. Апсолутно. Не И може... затоа велам, човек треба да одлучи колкав дел од енергијата ќе го потроши на интригите. Јас сум сфатила дека тоа ме исцрпува не со број на сати, ми исцрпува енергијата. Бидејќи тој што ќе сака да продолжи со интригите, а ништо друго не работи, тој секогаш ќе има повеќе време и сила да се занимава со тоа. Јас на тој терен секогаш губам. И затоа не се ни трудам многу активно да ги демантирам. Да, но од друга страна, на обичните луѓе кои што политиката ја гледаат од дистанца, не е странно да помислат дека некој може многу да трае во политиката само благодарение на способноста да игра и да биде во интригите. Јас напротив, мислам дека кога човек само тоа го прави, после 1-2 мандата се лизнува. Ако немаш друго што да понудиш, па навистина не знам како може со интригите сето тоа да го компензираш. Јас имам некои плусеви, имам и минуси. Еден од минусите во политиката ми е што барем во тимот и во институциите, во партијата, јас сметам дека секој треба да го каже своето мислење. И јас не калкулирам со тоа. Ако кажам одредена критика, тоа не е заради тоа што некого го мрзам, не го сакам или му спремам интрига. И сите кои што работеле со мене знаат дека тоа што го мислам ќе го кажам.
Тоа на некој може да му се допадне, на некој нема да му се допадне. Меѓутоа, тоа ги демантира приказните дека зад грб. Обично тој кој што ви работи зад грб, нема баш да ви каже што реално мисли за вас. Јас мислам дека имаме многу поважни работи од тоа да играме играчки со луѓето. Да играме интриги, да манипулираме некогаш со информациите и да се потрошиме на внатрешните игри наместо на тоа што ни е работа. И затоа не сакам на интригите премногу да им давам до значење. Од време на време го менувам стилот. Добив така една информација дека некој мој колега спомнал и ќе кажам еви областа кадровски, тоа е едно од кадровските решенија на Радмила во култура. И јас му се јавив на колегата и му реков, чув дека си кажал, те молам, кажи ми кое е моето кадровско решение во култура, бидејќи ја не можам да се сетам на ниедно. Си извини, кажа дека не мислел така, ама тоа е начинот јас како се справувам. Или ќе апсолутно ќе ги тргнам настрана и нема да дозволам да ми ја трошат енергијата, или отворено ќе кажам. Тоа ме прави некогаш и не многу сакан колега. Така, дали сте меѓутоа суетна? мислам дека е тоа подобар начин за тимска работа. Дали сте суетна? Мислам дека во оваа професија суетите и кои ни биле помали, најверојатно доволно ни се хранат. Но мислам дека во ниеден момент не сум ми дозволила на мојата суета да ме игра или да ме контролира. Инаку, навистина е тешко да си ја контролирате не само суетата, гордоста еве повеќе ќе кажам, затоа што сте под лупа на јавноста, добивате оправдани критики, добивате и многу неоправдани критики, еве како оваа што ја зборуваме претходно. И треба да изберете на кој начин ќе ги прифатите оправданите, на кој начин ќе продолжите да имате слух за оправданите критики, а нема да дозволите неоправданите да ве фрлат во очај. И не е лесно. Но мислам дека суетата е еден од најлошите непријатели во животот, не само за политичарите. Оти суета има и во вашата професија, во сите професии кои се истурени во јавност има многу суета. И сум гледала како многу луѓе непотребно плаќале цена заради тоа што дозволиле суетата да ги води. Не ме води. Се трудам да не и дозволам да ги носи одлуките место мене. Тоа што е исто така перцепција на јавноста, јас повторно ќе кажам, кога некој трае толку долго, не може да остане и негребнат и неизгребан, мора да ги преживува и критиките и убавите работи. За Радмила исто така ќе кажат дека има известна ароганција и дека нештата ги гледа од висина. И сега ќе кажат, нели, како жена која што ете целиот живот е политичар, стои таму некаде високо и одозгора ни кажува што треба да правиме. Зборувам за вашата свесност, за таа ароганција која велиме дека ја имате. Кога го слушам тоа, а го слушам како етикета често пати икон СДСМ, која што долго време ни требаше да ја сузбиеме, ја гледам како обите да коригирам нешто и кај себе. Сличниот впечаток и шанса да анализирам како луѓето реагираат кон мене ми беше кога работев на факултет како асистент. Во прв момент кога ќе се сретнете со една генерација, обично во група имав 90 студенти, првиот впечаток е впечатокот што го имаат од телевизија. И тоа беше прилично дека сум строга и арогантна. И буквално еден семестар беше доволен да на крај студентите видат дека и едното и другото не е така. Но кога во оваа политика сте и прилично во тоа време млада личност, за да бидете сметани за сериозна, мора да имате и малку посериозен став дури од своите години. И тоа некогаш после тоа плаќате цена. Не ми е криво
заради тоа што во моите односи со луѓето тоа успевам да го демантирам. И ми се случи така на крајот на секој семестар на факултет. Ми се случува тоа во секоја средина во која што ќе поминам повеќе од 15 минути. Првиот коментар на луѓето да е па не си ти како на телевизија. Никој од нас не е како на телевизија. Некои сме полоши, некои сме подобри. За некои работи имаме повеќе сенс, за некои помалку. Но факт е дека кога цел живот прво ве гледаат на телевизија, а дури потоа лично вака во непосреден муабет, некој ќе ве види, некој нема, нели? Немаш спас од тоа. Меѓутоа, после многу време разбирате дека мала е Македонија, па кај да е со многу луѓе ќе се сретнете. Јас не знам за луѓе кои што го добиле тој впечаток, знаејќи ме, велам повеќе од 15 минути. Но моќта на медиумите е секогаш поголема. Така што некои работи кои може да ги промените во впечатокот, треба да ги промените. Некои кои не можете преку ноќ да ги промените, треба и да се откажете од тоа. Ќе си потрае малку, нели? Ќе треба малку повеќе време. Знаете како, ја го гледам се во ова как вашето прашање од обратна страна. Ако сте 20 години во професија која се смета за расипана, корумпирана, криминална, и ако единствената реална дамка која може да ви ја пишат е дека сте строг или арогантен, па тоа значи дека сте ги избегнале најголемите замки. Јас знам дека најголемите критики, кои што ги добивав обично од поранешната влада, беа заради тоа што не можеа да ми најдат буквално едно хартивче, еден проект. Но не е дека не се потрудија. Многу се трудеа. Кога не успеа тоа, рекоа, ајде можеме полесно да оценуваме каква е личност и да ја опишеме, без да треба никаков аргумент за тоа да дадеме. Мислам дека нашава професија е стрес тест. Што значи тоа? Тоа значи дека професијата по автоматизам не ни е позитивна или негативна, не ни е честна или корумпирана. Таа само го покажува тоа какви што сме, како што стрес тестот ни ги кажува слабостите на нашето срце, а не го прави болно срцето, така и политиката. Некој ако влезе во политика ќе ја покаже алчноста, некој ќе покаже ароганција, некој ќе покаже безмилосност, некој ќе покаже дека е слаб на уништување на туѓи животи и кариери. Меѓутоа, нема професијата сама по себе да те обои. Таков или си бил, или не си бил. Мене во 20 години учество не успеа да ми најдат ниту една афера, не успеа да ме поврзат со ниту еден личен интерес. И тоа не мислам дека треба да биде причина за да се срамам од 20 години. Но удрија по вашиот сопруг. Се обидоа, нели? Вие сега од оваа дистанца можеме да збориме дека да, беше под закана дека може да биде уапсен и вие извесен период живеевте со тоа. Да. Првите, можеби, неколку години додека бев активна во политика, никогаш не помислив дека политиката може да биде и опасно занимање. Тоа беа тешки 90-ти, ама испаднаа многу по-чисти од овие последниве. Значи, никогаш не сум мислела ќе се занимавам со политика и можеби резултатот ќе биде дека ќе имаш закани по живот или по твојата слобода. Тоа од, јас би рекла, негде 2008-2009 почна да се менува. Јас и во 2006, кога ги изгубивме изборите и кога станав председател на партијата, видов што значи кога власта сака да владее со страф. Излегоа тогаш, држеа секој втор ден пресконференции, се трудеа да докажат криминали, ништо не успеа да најдат затоа што ништо немаш. И некако јас се улулкав во тоа дека јас немам од што да се срамам, нема од што да се плашам и согласно тоа можам слободно да се занимавам со оваа професија. Она на што не бев подготвена е дека ако сум јас подготвена да ја плаќам цената, па макар и да постои ваква, дека тоа можеби
таа цена нема да треба јас да ја платам, него дека ќе изберат да ја плати некој мој близок. И тоа може би ми беа моите најтешки моменти во политиката. Бидејќи човек мора да се носи со своите одлуки. И јас сум одлучила да бидам во политика. Јас сум одлучила да се конфронтирам со една антидемократска власт. Јас сум одлучила, не знам, тогаш тоа беше да поставам прашање за парите и бизнис интересите на Сашо Мијалков. Еден дел од луѓето кои ми честитаа за пратеничкото прашање, ми честитаа со блага доза на сочувство. Јас во нивните очи се сеќавам како вчера да беше, ми пружаа рака и ми велеа браво, алалда ти еве, никој вака не се реши, ама како да ме мислеа дека не сум сосема на чисто и не сум сосема свесна на ризикот кој што сум го презела. И јас во прв момент реков во ред, ова е одговорноста на мојата работа, да ги поставам прашањата кои другите не смеат да ги постават. И се додека мислев дека јас би ја плаќала цената, бев сосема окей со тоа. Каква борба беше тоа после за вас? Кога сватив дека друг може да плати, јас ја имав големата и морална и емотивна дилема што беше исправно во ситуацијата. Не сакам да ми е криво за моите избори, но тоа ми беа тешки моменти, бидејќи јас сум ја избрала, мојот супруг не ја избрал мојата професија. Тој одлучил да биде со мене и да остане со мене и во такви моменти. Тогаш не ви дојде да дигнете раце од се? Кога свативте имаше такви моменти. Имаше прв пат моменти во мојава политичка кариера кога јас навистина го изгубив сонот. И кога бев свесна дека сето е конструкција, дека се користат и дозволени и недозволени инструменти, дека се фабрикува цел случај. Меѓутоа, знаев дека нема да се усудат мене да ме носат во затвор, но знаев дека можат да се усудат него да го носат и на тој начин да ме казнат само заради тоа што поставив прашање за кое сите шушка, но кое никој не можеше во тој момент да го постави. Ако анализирам, тоа ми биле можеби во овие 20 години најтешките моменти. Не сакам, моето семејство секогаш плаќало некаква цена. Повеќе се под лупа, мораат да се грижат за се, за да некој не каже. Секогаш воделе повеќе сметка и од мене и од другите. Никој да не почувствува дека некој од нив може да го злоупотреби моето име. И навистина, никогаш не можам да им се заблагодарам доволно за тој товар што го носеле. Но ова беше така. Малку за тоа дека политиката знае да биде опасна професија во Македонија, сте и самата сведок за два датума кои се случија токму во зградата на два настани кои се случија токму во собранието на Република Македонија, со тоа што и во двата настани вие сте директно би рекла жртва. Едниот е 27 април, другиот е 24 декември. Бидејќи декември беше со датум постарот, овој 24 април, зборуваме за исфрлањето на пратеничката група на СДСМ од собраниската сала, кога сте влечени за раце, нозе, на клоци и така натаму. Настан кој што верувам исто така сериозно може да полјулја нечие размислување за тоа дали сум јас на вистинското место и дали треба и понатаму овде да останам. Ќе се вратам дека во 90-тите не можевме да помислиме дека вакво нешто може да се случи. Дека некој може да организира напад во собранието, дека може да ги искористи полициските служби за тоа да го организира, ни беше надвор од памет и во 2012 и после тоа во 2017 година. И очигледно е дека се навикнувавме на се полошо и полошо. Тоа што во 2012 стана реалност, потоа во 2017 стана полошо.
Зошто? Заради тоа што никој не ја плати цената за таквото неодговорно и криминално однесување. Денеска тешко ми е да ги гледам сцените во кои страда и мои колеги и јас. И не можам да замислам просто дека некои партии, луѓе се уште не се каат за тоа. Јас гледам некое каење дека не успеале до крај да ја завршат работата, не успеале да не осуетат, не успеале да не убијат. Меѓутоа, тоа беа два мрачни дена, не само за нас внатре, за цела држава. Колку малку треба за да државата ја бутнете во војна? Да, рековте дека не можете да ги гледате денеска снимките од 24 декември. Јас ќе ја замолам режијата, бидејќи ние имаме илустрација на ова што го зборуваме. Моето прашање е токму во контекст на тоа што и претходно ви го реков. Дали тогаш, ова е веќе 27 април, повторно ќе кажам два настани кои што после кои човек би се запрашал можеби и што правам јас уште и во политиката, што правам борејќи се за нечии права или задоволување на нечии потреби. Тоа се тие прашања и искушенија кои што после вакви настани верувам сте ги имале. Кога ќе се случат вакви настани, јас не знам, можеби реагирам различно. После ова никогаш не го добив инстинктот дигам раце. Затоа што ваква агресија, насилство, непријателство и криминал кај мене го буди спротивното. Инстинктот дека на вакви насилници не смееме да се предадеме. Инаку тие би победиле. Ќе победе и 2012, ќе победе и 2017. Мене понекогаш други работи, повеќе валканите скриени игри знаат да ме натераат да помислам доста е веќе. Овдека го гледате непријателот, ова за мене е секогаш полесно. Јас никогаш не сум сакала да се ставам себе си во улога на жртва. Дури и кога реално сум била жртва. Да, но 27 април ние ги видовме сцените кога ве влечат за коса, но пред неколку дена, кога и беше 27, објавивте фотографија со која ние практично дознавме со каква повреда вие реално сте се извлекле и од прес-центарот и од собранието. Јас не знаев дека сте имале и таква, да речем, последица од овој упад. Тоа не го има регистрирано камерите, затоа што веројатно се случило во некој агол каде што малку камери... се гледа. Тоа е ова, тоа е стативот кој заврши во мојата глава. Имаше снимки, не беа во првите снимки што излегоа во етерот и сум многу срекна за тоа, затоа што целата вечер практично моите најблиски не знаеа. Сакам малку од некоја минута да издвоиме за тоа. Вашето семејство сигурно гледало што се случува во собранието. Сигурно би се јавувале на телефон затоа што изгледаше сето тоа многу страшно и опасно. Која тактика или ја одбравте за да ги заштитите нив од реалноста и можеби себе си од последици? Првиот момент кога можев да се јавам, се јавив и успеав, да бидам искрена, со многу прибран и нормален глас, да кажам дека веќе не сум во салата, дека сум тргната на страна, дека не ми е ништо и дека чекам се да заврши за да заминам. И за среќа бев прилично уверлива. Во тие моменти бев и заради други околности многу прибрана, многу рационална, не можеа да почувствуваат ниту паника, ниту страв, ниту болка во мојот глас. Во тој момент со едната рака си ја држев раната за да не крварам премногу, бидејќи имавме само една газа со која што се трудев, со која што се трудев да го намалам крварењето и требаше таму да издржам без било каква медицинска помош негдека 2 часа. И се трудев неколку пати да се јавувам и бев многу срекна што оваа снимка која после тоа излезе не беше достапна во прв момент на медиумите и тие сметаа само дека
може би имам повреда на вратот, но во ниеден момент не знаеа дека косата веќе ми е црвена и дека сериозно крварам. Вечерта после тоа, дури откако бев на клиника, каде што, не знам, ми ставија 5 копчи. Приказни дека сте били извлечена од собраниската зграда, облечена како сестра, како доктор, за да не ли ве протнат, да не ве забележат, затоа што можеле повторно да ве нападнат. Точно е тоа? Во тој момент имавме, јас веќе ги немав моите чевли, имавме една медицинска кола со која што не изнесуваа, и бидејќи сите се обидоа да не облечат за да можеме да личиме на медицинска амбулантна кола, да имав и еден мантил бел. Меѓутоа, една од вратите на амбулантната кола беше истргната, така што авантура беше дури и да се стигне до клиничкиот центар, заедно со 5 или 6 припадници на полицијата и неколкумина други исто така сериозно повредени. Така што не сакам многу да се сеќавам на тој ден. Од време на време е добро да се опоменеме. Во прв момент не ја ни објавив таа фотографија, токму поради таа моја можеби тврдоглавост. Не сакав да им го дадам кејфот да ме гледаат како жртва која според кажувањата на еден од докторите можела да остане и парализирана или со сериозни, бидејќи главата е секогаш место каде што секој удар може да предизвика катастрофа. Кога сум нападната, се бранам. И кога ќе не нападнат вакви кукавици и насилници, не сакам да се предадам. Тој тип на чувство дали вреди да се дигне раце, ако сум искрена, повеќе ми доаѓа кога ќе ги чујам тие задкулисни коментари, игри кои знам дека немаат никаква врска со реалноста, но повеќе болат. Затоа што на нас жените ни сакаат да ни дадат две улоги. Или да бидеме постојано жртви и да се жалиме, или ако ја имаме силата да се бориме, тогаш ќе не обвинат дека сме преагресивни, преарогантни, прегруби. И ова се моментите кога покажавме дека не бараме поинаков аршин. Јас бев цел на напад барабар со моите колеги мажи. И во декември, заедно со исто неколку колешки кои што беа и повредени, и сега во април. Но некои од овие насилници денеска се амнестирани. Како тоа го преживувате? Како што ветивме, ниту еден од починителите на насилство директно и од организаторите не беше амнестиран. Законот ги опфати сите оние кои што учествуваа, но не беа директни починители на насилство и организатори, но би ви излажала ако кажам дека и тоа беше лесно. Имавме сите ние дилема. До каде можеме да одиме? Дали треба да се... Како вака поделена држава да се обидеш да ја лепиш? Нема лесни решенија. Јас се трудев во политичките аргументи да објаснам тоа што сум го читала за Германија после Хитлер. Дека и таму не биле казнети сите кои што го поддржувале и се вклучиле во неговото катастрофично сценарио. Туку оние кои што биле дефинирани како организатори и директни починители на насилството и на убиствата. Кај нас тоа како мала држава е уште потешко да го направите. Но сметавме дека како жртви, значи тој ден жртви бевме ние. Како жртви ние треба да покажеме гест. Не можеме да зборуваме за некакво лепење на раните, некакво такво помирување, некакво приближување ако само се гледаме низ нишанот. И обично ние политичарите нели сме критикувани дека себични сме, дека сме одмаздолюбиви. Ние покажавме дека не сме себични и не сме одмаздолюбиви и дел се уште не критикуваат заради тоа. Но сигурно во овие долги години политичка кариера не ви се подочно ви се случило
јас верувам дека ви се случило, да имате чувство на мачнина во стомакот по донесена политичка одлука? Лесните одлуки некој пред вас ги донел. Најчесто ве бираат да носите тешки одлуки. Од тие одлуките еве кои не се, например, сега ние сметаме дека тешки биле одлуките 27 април, Грција, Бугарија, тој тип. Имате многу одлуки кои секојдневно ги носите, кои носат одредена цена. И мачнината не е заради тоа што е црно или бело. Кога е црно-бело, лесно е. Некогаш знаете дека треба да се поправи работата, но не можете на сите да им ја поправите работата. Па треба да изберете кој дел од општеството, например, највеќе има проблем. Каде да ги насочите парите. Има секојдневни одлуки кои не држат будни навечер. Дали ја донесовме вистинската одлука? Како пред себе да си докажеш дека со вистински мотиви си ја донел одлуката. Еден дел од граѓаните никогаш и нема да ви веруваат дека од доблесна причина сте донеле одлуката. Но јас барем тоа така мислам. Ако пред себе сум чиста, можам да го бранам ставот. Ако јас не верувам во ставот, ниту вас ќе ве убедам, ниту било кој од вашите гледачи. И се трудам да ги носам одлуките така. Да бидам убедена, а дел од мачнината останува. Затоа што дел од компромисите кои ги правите не се компромиси кои се лесни. Но ве бираат за да ги носите тешките одлуки. За лесните одлуки секогаш има пред вас некој кој што ќе ги заврши. Не мислам дека е тоа само одлика на политиката. Тоа се случува и во, предпоставувам, и во вашата сфера. Професија. Во кај лекарите, и така натаму, и така натаму. Вие два датуми за кои што зборувавме претходно, кои што ќе ги обележиме како опасни денови во македонската политика, поточно како денови кои што покажаа дека во Македонија е опасно да се занимаваш со политика. Да ве ставам, имајќи ги тие два датуми во предвид, малку и во улогата на сопруга и мајка. Ада, вашата керка денес има 9 години, 27 април не е така одамна, но сигурно требало да соберете еден посебен вид на храброст, за кој што јас лично знам, каков тип на храброст е потребно за некои работи да и бидат соопштени, затоа што колку и да е мала, не е толку малечка за да не биде свесна за за незиното секојдневие, тоа што се случува дома. Кога почнавме да разговараме на темата и кога ги видов снимките, првата мисла паралелно со зборовите ми беше дали да ја гледа и оваа емисија. Бидејќи во едно такво интервју, политичко, класично политичко интервју, јас дознав дека она беше свесна дури и за 24 декември, иако јас сметав дека е многу мала и дека малку гледа телевизија и дека сум ја поштедела од тие снимки. 2 години подоцна, кога зборував на едно интервју, кој патем речено таа многу ретко ги гледа, на баба ја рекла, да, тоа беше кога мама имаше повредена нога и тие чичковци помагаа да излезе. Јас на 24 декември немав солзи во мене. И го преживеав и тој без многу, да кажам, емоции, тој тип на тага, на солзи. Прв пат ме скрши таа реченица на керка ми. Дека, прво, сум се потрудила да го скријам, не сум успеала. И второ, кога го видела, таа на толку години со позитивна душа имала потреба да го оправда. Не можела да замисли дека некој може на работа на мајката да и дојде и да ја нападне. Таа си смислила, си создала своја паралелна приказна, јас тогаш навистина имав повредена нога, и си создала приказна дека јас, бидејќи не сум можела да одам, тие двајца чичковци дошле и ме земале. И делумно поучена од тоа искуство,
но и поради совет на стручни лица, психолози кои што повеќе ја знаат и нашата душа и детската душа, одлучив после еден ден лаги на ќерка ми да ја кажам. Без многу детали, првиот ден тврдев дека сум се удрила и дека не ми е ништо, бидејќи сметав дека вечерта успеале мојот сопруг и мојата мајка да ја изолираат од снимките и не од дозволеа. директниот пренос, од директниот пренос на обидите за убиство. И после еден ден, вие сте во право, ми требаше храброст, сила да издржам, да не почувствува слабост, да не почувствува страв. Мојот главен страв беше дека моето дете со страв ќе ми испраќа на работа. Како да објасните дека на работа се случило насилството? Како да објасните, бидејќи тие луѓе можеби утре на улица ќе ги види? И се обидов без детали да кажам дека се случило, дека тоа била една група на лоши луѓе, но дека завршило, дека нема потреба да се плаши. Не ми поставуваше прашање и не сакаше да разговара на таа тема. И ден денеска не сака да разговара. И претпоставувам дека ќе поминат уште неколку години за да дознам како таа го доживеала тоа не настан, како го доживеала, ја доживеала таа траума, дека така нешто може да се случи во нашиот инаку нормален живот. И не знам дали да се плашам или да се радувам што не сака за тоа да разговара. Но знам дека тие рани, овие рани ги лепеа. Косата порасна, вратот ми се оправи. Тие мои, нејзини, наши рани нема лесно да мислам дека ќе ни останат како потсетување. И јас се надевам дека сите ќе ги извлечеме вистинските лекции, а не погрешните лекции. Она што знаме дека своето дете го воспитувам да не верува во насилство. Но тоа дете заедно со многу деца во нашава држава гледа премногу насилство околу себе и треба да им дадеме сила да знаат да се справат со тоа насилство. И јас не знам дали ја дадов силата. Да, ние кога зборуваме за тоа која е цената на тоа да се занимава човек со политика во Македонија, токму ова за кое што сега зборувавте и уште една цена, која што за жал оваа гарнитура на политичари треба да ја плаќа и пред своите семејства, што се вели односно пред најблиските. Барем така беше до сега. Се надам дека нели тоа за мене тоа беше најтешкиот. Ако претходно чувствував дека другите се казнети заради мене, јас после 27 април имав многу сериозен проблем како да им се извинам на некој начин на моето семејство, на моите најблиски за тоа што го доживеа. И тие не се истите. И сум благодарна на зборовите на една мудра жена со која разговарав повеќе, која ми рече, да, сигурно многу и платиле заради твојата работа, но сети се дека имало моменти кога биле горди на тебе. И колку и тоа да е неспоредливо, ми понуди некаква утеха. И се трудам, за разлика од порано, не сум била многу лесна на покажување на емоции, повеќе да покажам на сите кои ги сакам, дека ми е жал и дека го ценам и никогаш нема да го заборавам тоа што ми го дадоа во тие моменти. Безрезервна поддршка, безрезервна љубов. Да, велите тоа ве променило малку и во однос на најблиските. Ако велиме дека сте нели челичната леди која самата кажувате, тешка сте на покажување емоции така натаму, дали ве промени малку повеќе во тоа што е ваше и професионално обкружување, тоа што е ваша професија, дали и тука имате сериозна промена веќе? Јас кон да кажам моето семејство
од секогаш сум многу различна од колку што сум професионално. Се плашам тие емоции да ги покажувам јавно. Сметам дека има многу луѓе во политиката кои, како да кажам, тргуваат со нив, кои ги глумат тие емоции, кои сакаат да ги искористат политички. За мене тоа е црвена линија, нема по црвена линија. И многу сум се трудела да ги избегнувам. Затоа, кога ме поканивте прв пат, кажав дека овој тип на емисии ми се најтешки. Секогаш ги мерам зборовите многу повеќе, отколку кога зборувам за тоа што го работам. Неуместни ми се преминувањето на некои од тие црвени линии. Но кон моите блиски луѓе, јас секогаш сум ги покажувала емоциите. Во еден период, после 27 април, ја забележав кај себе негативни тенденции, дека се затворив и позитивно и негативно. Јас на 27 април, како ви реков, не плачев. Не се плашев. Следниот ден, кога веќе можев да излезам, дојдов во собранието во истата сала каде што тоа ни се случи, за да учествувам во политискиот увид. Некои од моите колеги рекоа дека не можат да влезат. Дека немаат... Дека не можат да издржат тоа. И јас се уплашив малку колку едноставно немав емоција, немав страв, немав гадење, ништо. И сватив дека во ситуации кога реално сте загрозени, организмот прави се за да преживеете. И од тогаш велам, адреналинот е чудо. Адреналинот во мене ме натера да мислам само на тоа како да се спасам, како да да следам некои логични здравствени, да не крварам премногу, да не направам нешто што ќе ми го загрози здравието, да се фокусирам како сите да излеземе живи и здрави вечерта. Но ако премногу се затворите во себе, тоа прави и негативни последици. И мене ми требаше месец дена за да се вратам во нормала, да можам пак да ги имам и позитивните и негативните чувства. Тој месец дена не лечев на себе. Никога се гледав во огледало, никога разговарав. Ја играв улогата на се е нормално, а ништо не беше нормално. И велам, ми требаше малку и мене преиспитување за да си ги повратам нормалните емоции. Јас сум личност која што има многу видливи емоции во секојдневниот живот. Не ми е проблем да ги покажам. Тоа што не сакам да ги покажувам пред камера, само ме прави малку посрамежлива. И се радувам и драго ми е што прашав некои луѓе кои што знаат како човек треба да се справува во посттрауматски ситуации и што ги послушав. Ми требаше време, инаку мислев навистина тие денови дека сум супермен, но ќе направев многу голема грешка да не зборував со нив и да не се преиспитував себе си. Не дека ви е кариерата завршена далеку од тоа, со оглед на тоа ништо се минувате и понатаму покажувате подготвеност. Предпоставувам дека повеќе имајќи го во предвид искуството во тоа што е македонска политика, очекувам дека не постои нешто што може да ви изненади во тоа што е политика или политички живот во Македонија. Мислам дека би жонглирале повеќе или помалку со некои нови ситуации, токму во контекст дека ништо повеќе не може да ви изненади, затоа што сте се изнаслушале и бомби, сте преживеале и обид за убиство и така натаму, но сте преживеале и живеете со фигури во партијата кои што едниот некогаш, другиот сега е актуелен председател, а би рекла дека се издвоиле како фигури кои што народот еве и ги памети и ги препознава. Едниот е Бранко Црвенковски, другиот е Зоран Заев. А прашањето е, еве, која е основната разлика помеѓу овие два лидера на партијата? Сте работели со едниот, работите сега со другиот. Не е благодарно да правите една разлика помеѓу председатели прво кои долго време биле и на партиска и би ми биле колеги, но и кои што навистина се разликуваат и претпоставувам по повеќе основи. Тешко ми е да издвојам една.
Мислам дека и двајцата на почетокот на кариерата се соочиле со многу отпори. Јас се сеќавам прв пат ми беше да учествувам на седница на Централниот одбор на СДСМ, кога беше избран Бранко Црвенковски за мандатар, 92-а. Јас тогаш прв пат влегов и тоа беше првата седница на која што учествувам. И знам колку скепса постоеше. Сличното тоа се случи кога Заев беше избран за председател 2014. И дури се сеќавам истите колеги кои, како велевте, ги коментираат тие работи за мене, ќе дојдеа кај мене и ќе реча како можеш него да го поддржуваш и таа реченица често им ја повторувам од тогаш. Како го замислуваш тој да се среќава, тогаш беше Оли Рен, ако не се лажам, комесар, како мислиш па нема такво искуство и така натаму. Денеска Зоран Заев има средба со Меркел и со Макрон. И ги пречека едно чудо премиери и први луѓе на држави во изминатава година дена да ни дојдат овдека во Македонија. Тоа покажува дека не е битно со какви очекувања или критики почнувате, туку што ќе направите. Дали ќе дозволите тој тип на критика, на минимизирање да ве изнервира или да ве мобилизира. Јас мислам дека и двајцата беа мобилизирани од тие коментари на почетокот и затоа мислам дека и двајцата оставија и оставаат голем печат не само на СДСМ, туку и на Македонија. Практично... Значи се одлучивте да зборувате за сличностите. Да, полесно ми е. Јас мислам дека во ситуација на двајцата кои што навистина секој на прв поглед ќе ви каже многу се различни. Мислам дека е поинтересно да најдете што е тоа што е сличност. Тоа барем вака мене инстинктивно ми дојде. И како различни биле доживувани, како различни профили, како со различен бекграунд, еден партиски, друг повеќе градоначалнички, но мислам дека ова им е една од точките која на интересен начин ги прави слични. Да, баш така, се одлучивте за сличноста, не за разлики. Ние длабоко веќе излеговме од терминот кој што е предвиден, треба некако и да финишираме. Ова емисија и беше најавена како тема дека ќе има што значи да си жена политичар во Македонија со оглед на должината на кариерата сте најсоодветни. Јас ветувам ќе се пензионирам наскоро штом вака е коментарот. Да, во ЕК председателска кампања. Јас ќе кажам дека и тука имаше нагаѓања дека Радмила може да се појави како можен кандидат за председателските избори, но тоа не се случи. Има тоа некоја особена причина и тежина зошто не се случи или? Па еве се ајде ќе се надоврзам на воведните прашања. Предпоставувам дека да бев јас кандидатот. Добро. Коментарот на сите кои сега прашуваат зошто не, ќе беше ете, таа си испланира и во позадина и ги истера сите работи да биде по нејзино. Тоа не сум јас. Зарем тоа беше основната воделка која вас ве предомисли? Не. Не, јас не зборувам за моја одлука, зборувам за наша одлука. Еве ќе бидам малку нескромна вечерва и ќе кажам, ако сметав дека треба и мора по секоја цена да бидам кандидат за председател, според тоа како се одвиваа дебатите во партијата, мислам дека ете и ќе бев. Ама еве сега фрлам ракавица на сите со кои што сум соработувала во сиве овие години во СДСМ, дали еднаш во таа 20 годишна кариера сум се поставила на таков начин. Ако има еден кој ме видел во такво светло, сега е шансата да каже. Во ниту една ситуација и во ниту едни избори не сум се водела од тоа што е добро, корисно за мене. Туку што е добро и корисно за нас, и кога викам нас, не мислам само на СДСМ. И затоа и јас бев една од тие која што не само
што застана за вакво решение, туку заедно го бранеше таквото решение. Предпоставувам дека првата индиција за такво нешто ја дадов во вашето студио, кога бев кај Чомовски. Однапред, во тој момент беше јасно дека Силјановска ќе биде кандидат на ВМРО-ДПМН и неговото прашање беше дали ќе имаме две жени. Му одговорив не. Заради тоа што во мојата глава одлуката беше донесена. Дека мислам дека во овој момент Стево Пендаровски е вистинското решение не за СДСМ, не за мене, за Македонија. И за жал, може би голем дел од луѓето кои анализираат што се случува позади сцената, никогаш нема да ви прифатат дека ставот би бил резултат на етичко, морално, исправно чувство. Тука ќе бараат секогаш математика. Ако нешто ме научи политиката, и мислам дека е добра за учителка и за во другите сфери во животот, тоа е дека луѓето кога ве анализираат по свој урнек. Добрите луѓе ќе прифатат дека некој носи одлука и заради добри мотиви. Честните луѓе ќе помислат дека и другите можеби се честни. Тој што е корумпиран, тој секогаш ќе гледа само хоштаплер од другата страна. Тој што е лош, ќе бара лоши мотиви и во вашите најдобронамерни одлуки. И тука нема спас. Она што мислам дека е важно е кога си го правиме своето резиме на денот, на месецот, на годината, на мандатот, е да имате повеќе работи од кои сте горди и задоволни. И затоа го користам зборот горд. Можеби и тоа е како да кажам, слабост, ама јас признавам, сакам да бидам горда на тоа што сум го сработила. И тоа е, по мене, вистинската сатисфакција од оваа работа. Во други професии, можеби, помалку имате чувство дека нешто сте промениле. Јас и во претходниот мандат во влада и сега си правев резиме. И реков, например, претходно, ако целта ми е ќе станеме земја кандидат, јас само низ таа призма ја гледав мојата работа. Не дали сум работела 10 сата или 15 сата, не дали сум била честна само. Тоа се подразбира. Резултатот е тој што се брои. И може би повеќе внимание посветувам на резултатот, отколку на тоа да покажам кои ми се мотивите. Затоа што мислам дека резултатот е најгласно зборува. Некогаш се испоставува дека не сум во право, дека човек треба и да ги објаснува своите мотиви, но секогаш сум знаела да ставам приоритет. Приоритет ми било да имам нешто и да кажам, ова се исплатеше заради тоа што ја имаме НАТО поканата. Затоа што ратификациите се во тек, затоа што оваа година ќе станеме земја членка на НАТО. Чувството дека сте учествувале во двата најважни и најтешки процеси за опоравување на својата земја, за мене нема цена. И дури кога ги гледам овие снимки, велам, имаше зошто. Да, вие сте дел од сите важни преговори кои што, велиме, ја оправа државава, пржино ќе остане вака запаметено, седевте таму, затворени со часови и со денови. Ајде вака само на кратко, затоа што навистина претеравме со времето. Бидејќи вака задкулисно не интересира, седевте на иста маса, условно закрвени непријатели, нели, позиција и опозиција, треба да најдете НЗС за државата да оди пред се напред. Имаше ли воопшто минути, часови или ден кога беше опуштена атмосферата и можевте да комуницирате нормално, или сето тоа беше повторно како што велите, а не треба да биде преку нишан? Имаше и нормални денови, имаше и нормални дебати. За жал, во тие денови најчесто не завршувавме работа. Обично нормалните дебати се случуваа кога немавме притисок на рокови. И тоа, за жал, за тогашната власт значеше, може сега да си преговараме и тоа да трае до недоглед и никогаш ништо да не договориме. Да нема решение. Но имаше. Јас ве уверувам, ние сме сите во државава многу поблиски и послични
отколку што сакаме да си признаеме. Меѓутоа, затоа е важно кои ви се првите луѓе. Еден лош, злобен, манипулативен лидер ја обојува партијата која ја раководи. И јас бев свесна дека некои од колегите од ВМРО ДПМН знаат дека дел од нивните позиции се неразумни, неприфатливи, нема одбрана, но извесен период мораа да ги бранат. Имавме и нормални моменти. Во 4 саат са бајле, например, кога се сите гладни, кога некој мора да најде пица или банички во утринските часови, сите се малку и порелаксирани. Но, за жал, највеќе ги памтиме тешките моменти. Пржино 1, Пржино 2 дел особено, законот за специјалното јавно обвинителство беше можеби вака и најкарактеристичен. И буквално никој не можеше да каже до последниот момент дали ќе има договор или ќе нема договор. И мислам, стекнав подобро мислење и за некои колеги од ВМРО ДПМН, отколку претходното што го имав само од камера. Некој ми покажа дека апсолутно немаат никаква врска ниту со државни интереси и дека таму се само да го заштитат тоа што секое дете и возрасен во државата го види. На крајот, бидејќи мора да завршуваме, кажавте дека сакате безмалку секојдневно да подвлекувате линија за тоа каков бил денот, неделата, месецот и така натаму, за да знаете на што сте и дека сакате да бидете горда, но еве последното прашање нека биде кога ќе подвлечете таа линија на тоа што е живот досега, а во исто време сте во доба од својот живот кога сте и зрела, кога сте, предпоставувам, и најпродуктивна, кога ќе подвлечете оваа линија пред се лична и животна, стои дека сте горда, задоволна или има уште неостварени желби? Јас сум прво голем оптимист, секогаш. Во најтешките ситуации, во најголемите кризи, успевам да си ги соберам атомите енергија, заради тоа што верувам дека работа, знаење и добра цел секогаш носат резултати. И после најголемите кризи, јас во мојот живот секогаш сум си покажала дека тоа е успешен рецепт. Дека ако доволно работиш, ако го имаш, ја имаш целта на вид, ако не се штедиш, ако не калкулираш, ќе стигнеш до целта, ќе се измачиш, ќе имаш рани, некои ќе те сакаат, некои нема да те сакаат, ама ќе успееш. И јас затоа, како многу голем оптимист, мислам дека не чека уште работа, но оваа држава е веќе ставена на поздрави носа. Јас сум срекна што еден дел од тоа ставање на нозе е и резултат на моја работа. И тоа ме прави горда. И апсолутно не мислам дека после политиката животот завршува. Јас во тие периоди кога немав политички ангажман, успеав да станам шеф на наблюдувачка мисија на ОДИХР во 2 други држави. Мислам дека знаењето и искуството кое што го стекнав навистина и во оваа работа ме храбрат дека можам да изберам и поинаков пат. Но она што сакам е со резултат да го завршам тоа што сум го почнала. Дека имате недовршени работи. Јас на почетокот на мандатот знам со колкава скепса се среќавав со некои ваши пополитички новинари или со некои мои колеги, другари, кога ќе кажев, луѓе, ќе станеме членка на НАТО. И ништо од тоа не ни е подарок и не ни е натацна, верувајте. И тоа секојдневно многу луѓе го сработуваат. Ми е драго што успеав да создадам и околу мене еден круг на луѓе кои што го чувствуваат тоа како мисија. И утре нема да им биде битно, можда не им биле сјајни платите, верувајте. Поубави можеле на друго место. Никој можда нема да знае која е нивната улога во целиот тој процес. Тие ќе знаат. И ќе можат себе си да си честитаат на завршена работа. Така беше и со ЕУ, така е сега и со НАТО. Затоа, ако ги губев енергиите на темите со кои го почнавме интервјуто,
ништо од ова ја немаше да можам да завршам. Некој друг може би ќе заврши. Но сакам погледот да ми е на топката. Сакам да сум фокусирана на целта и во тој процес не се штедам. Тие што се штедат, тие некогаш ми замеруваат. Ама јас не мислам дека сме избрани за да се штедиме. Избрани сме за да заработиме, за да заработиме почитување, за да заработиме нешто за државата. Не за себе и да го не за исполните останатите. тоа што сте го ветиле на гласачкото тело. Тоа е нормалниот дел, да кажам, без тоа не бива. Меѓутоа, ние, например, во нашата програма не кажавме кога ќе дојде членството во НАТО. Затоа што знаевме дека еден дел од работите и нема да зависат само од нас. Меѓутоа, кога видовме дека може да создадеме шанса, кога видовме дека некои други работи се случија и во светот и околу нас, мислам дека ќе беше злочин да ја пропуштиме шансата. Так. Почитувани, ова беше Радмила Шекеринска, вице-премиер и министер за одбрана на Република Македонија. Со лично интервју, со тоа што не е избегна од моментот да го заврши политички. Како што бива обично со личните мотиви во политиката, да, но обично така завршуваат сите со кои што се обидуваме да имаме, се политичари, се обидуваме да зборуваме на прашање кои се лични, така е. Ви благодарам за ова гостување и до некое следно видување. А вам, почитувани, ви благодарам на вниманието и се гледаме повторно за 7 дена. До тогаш, до видување.